Благодарам председателе, почитуван вице-премиер, почитувани пратеници македонска јавност. Денес, трет ден веќе, зборуваме за одлука за одобрување на продолжување на рокот за постојање на кризна состојба на целата територија на Република Македонија заради недостиг на електрична енергија и состојбите на пазарите на електричната енергија. Јас ќе започнам од излагањето на министерот за економија и ми остана во сеќавање реченица една, демек имаме ние енергетска криза, глобална енергетска криза и руската инвазија на Украина влијае за да ние денес се наоѓаме во енергетска криза. Како лекар практичар, кога ќе дојде некој пациент да му се постави диагноза, прво се зема анамнеза, па јас сега, бидејќи Македонија е болна со толкави кризи, денес што не снајдоа сите нас, ќе започнам од 2016 и од живот за сите и ќе ви кажам вашите размислувања да се подсетите за енергетиката во Република Македонија. Наменски се намалува производството на електрична енергија за некој да остварува нереална заработка од увоз на струја. Ова, значи, го пишува во план за живот. Од друга страна, граѓаните се оштетени со големото покачување на цената на електрична енергија. Ова еднаш го повторив, меѓутоа пак ќе го повторам за да го запамтите уште еднаш. Заради погрешна енергетска политика, денес Република Македонија е голем зависник од увоз на сите видови енергија. Македонија да ја поврати изгубената енергетска сигурност и стабилност и да се намалат трошоците за енергија во Македонија. Тоа било вашата цел пред да дојдете на власт. Македонското сонце да биде извор за енергија, да се намали енергетската сиромаштија во Македонија, ова, значи, било ваша цел. Пренамена на ТЕЦ Неготино во енергетско-земјоделски комбинат, пренамена и модернизација на ТЕЦ Неготино во комбинирана електрана на природен газ, изградба на ХЕЦ Чебрен и Галиште. Ова била вашата цел. Оптимално искористување на пелагонискиот басен за јаглен, со започнување на експлоатација на Подинската јагленова серија во рудникот Суводол и со јамска експлоатација на јаглен во рудниците Живојно и Витолиште, ќе го продолжиме работниот век на столбот на македонската енергетика РЕГ Битола. Ова било вашата цел. Потоа експлоатацијата ќе се врши со високопродуктивна механизација во собственост на АДЛМ, со што ќе се раскинат постоечките коруптивни договори со кои со години наназад од македонскиот државен буџет се одлеваат илјадници евра на сметка на граѓаните. Имплементација на најсовремени еколошки стандарди во ТЕЦ Битола и ТЕЦ Осломеј. Ова било вашата цел пред да дојдете на власт. Преку инсталирање на системи за редукција на емисии на стаклени гасови и прашина, ќе ја намалиме емисијата на штетни честички во околината и ќе го вратиме чистиот воздух во Пелагонискиот и во Кичевскиот регион. Ова била вашата цел. После 6 години можеме да видиме дека се било лага напишано на хартија. Министерот за економија кажа дека ВМРО-ДПМНЕ ништо не направило за копот во Живојно. Еве сега ќе ви прочитам нешто. Живојно лежи на 100 милиони тони јаглен. По една година истражување ЕЛЕМ конечно ги искристализира рудните потенцијали на дел од Пелагонискиот басен. Локалитетот Живојно располага со геолошки резерви од 1016 милиони тони. Ова го покажуваат последните ревидирани елаборати од деталните геолошки истражувања на Живојно, кои ги правеше Градежниот институт Македонија ГИМ. Истражувањето се завршени во март 2013 година,
а за изработката на елаборати за рудните резерви и нивната ревизија се заокружи процесот на доистражување во Живоњо како локација за нов рудник на јаглен со 8000 килоџули калорична вредност. За време на владењето на ВМРО се отвори рудникот Брод. За овие 6 години да отворевте нов рудник, сега ќе немавме криза. Поднесовме во изминатите 2 години 5 пати амандмани за отворање на овај рудник, кои не беа прифатени. Сега спомна министерот за економија дека имало некое јавно-приватно партнерство за да се отвори Живојно, ама вие може и без документација тоа да го направите, тоа за вас е својствено. Сега, денес последната информација, читам дека 1,90 милиони евра се платени од државен буџет за увоз на струја. Зошто увезуваме струја денес, сега се прашувам и поставувам диагноза на она што ни се случува во Македонија. Зошто? Заради вашето неработење и заради вашата криминална влада. Овие пари се одлеваат од државата, овие пари се државни пари. Наместо за увоз, можевте да инвестирате во нови енергетски капацитети. Затоа што, ако денес работеат 3 блока на рек Битола и ако хидроцентралите го имаја потребниот капацитет од 80%, ние немавме да увезуваме струја денес, туку ќе си имавме собствено производство на електрична енергија. Тоа е диагнозата на болеста која што има денес Република Македонија. Со вашето неработење и крадење, енергетскиот систем колабира и е се помало производството на електрична енергија и ова покажа дека СДСМ очигледно нема план за енергетскиот систем. Обновливи извори на енергија, па нели се гушевте, нели сакавте да дишете, шарената револуција и така натаму. Денес што имаме од тие обновливи извори на енергија? Ке ви прочитаме на статија. Изградена импозантна фотоволтаична централа со снага од 204,3 мегавати, доволно за потребите на 75.000 домакинства во Кожани, Западна Македонија, инвестиција од 130 милиони евра, значи колку вакви фотоволтаични можевте да направите со парите кои што ги давате сега. Распослана на падините, фотоволтаичната централа е далеко од урбаните средини, многу близко до трафостаница, а далеко од постројки за лигнит, што произведуваат честички кои би можеле да влијаат на панелите, да се наталожат, да направат талог и со тоа да создадат проблеми во производството на фотоволтаичната централа. Вие земате кредити, демек ке градите фотоволтаични централи во реки во Осломе, ја замислете какви честички има таму и како тие, тоа е без стратегија, без план и без визија, што би рекол колегата Пренџов, купиден помини политика. Цената на струјата на таа фотоволтаична централа е 57,2 евра. При изградбата на фотоволтаичната централа се внимавало и на заштитата на животната средина. Од една страна нема пренамена на земјоделско земјиште, падините главно голи, со ретки грмушки и ниско стеблести растенија, а и се водело грижа за биодиверзитетот. Ова земјиште е јавно земјиште и припаѓа на државата, ги направиле сите еколошки студии и немале никакви негативни реакции од населението. Ова зборува за тоа како треба една влада да се грижи за своите граѓани. Како треба, ова е стратегија, ова е план, ова е долгорочна политика на една држава. Стабилна, економски, кој што пак ќе речам се грижи за своите граѓани. И денес, како резултат на тоа што вака кога го читам планов и кога ќе видиме дека нула имате направено од тоа што го
кажувавте во 2016 година, ништо немате инвестирано, ама затоа имаме богаташи и милиардери кои што се збогатиле на сметка на таквото работење во РЕК Битола и во Елем. Денес Македонија се наоѓа во неколку кризи, денес имаме инфлација, денес граѓаните се плашат за својата екзистенција. И наместо да копате јаглен, наместо на време да имавте откривка на јаглен, денес носите камиони, со камиони, околу 100 камиони дневно, од Грција и Албанија, значи носите јаглен, кој е многу поскап од ископаниот во РЕК, меѓутоа тоа ви одговара затоа што ви носи профит. Се пофали министерот за економија дека правеле нов транспортен систем во Суводол, меѓутоа моите информации покажуваат и таму дека Суводол многу слабо работи и дека и таму нешто се случува, па може тоа да го проверите. Ги лажите граѓаните дека нешто преземате за ублажување на енергетската криза, меѓутоа и да почнавте, закаснета е реакцијата, затоа што веќе 2 години немате извршено ремонт на блоковите. ВМРО ДПМН модернизација направи на блок 2, блок 3, вие требаше на блок 1 и тоа не го направивте, значи Суводол слабо работи. Багерот 630/2 се наоѓа потопен, демек и не може да работи, а таму експертите кажуваат дека е најубав јагленот и дека со последните дождови, демек, има поплава, а од друга страна кажувате дека хидроцентралите се испразнети заради суша, а ваму заради поплави, багеров ви е поплавен и не може да работи, па договорете се, има поплави или има суша. Значи, пак ќе кажам, редовни ремонти нема, набавените ретроматеријали се неквалитетни, со несоодветна карактеристика, а на тендери платени најскапо, затоа немаме струја. Јаглен се увезува по енормно висока цена, во РЕК Битола се вработени луѓе за да седат по канцеларии, а замислете нема кој да го вози багерот, нема ХТЗ опрема и дури на моменти нема и сијалици, па луѓето си светат со телефоните мобилни за да можат да работат. На сметка на ваквото неработење го плаќа бизнисот во Македонија, бизнисот плаќа повисока цена за струја, отколку во регионот, така да антимакедонската влада преку окупираните институции ја намалува ликвидноста на стопанството и преку заеми од домашни банки, обврзници и други гимнастики го финансирате грабежот под изговор за енергетска кризна состојба. Наместо банките да го финансираат бизнисот за да го преживее овој тежок период со меки кредитни линии поддржани од владата, антимакедонската влада и тие малку слободни средства на банките ги заробува за да го финансира грабежот во РЕК Битола. Служите за влада која е пример како не треба да работи. Требаше одговорно да работите и ние кога протестиравме за струјата, вие се смеевте, добро се сеќавате, а сега не чека тешка зима, па тешко нас и тешко на граѓаните. Електрани на Македонија од независна во 2017 година, од гигант, додека вие не ја презедовте Република Македонија и не почнавте да управувате, сега стана загубар. Тогаш, кога ја остави ВМРО Елем, имало 25 милиони евра на сметка, 14 милиони заплати со подмирени обврски, за денес да ја оставите во долгови со милиони евра, што никогаш не се случило досега Елем и РЕК да бидат загубари. Замислете некој да произведува струја и да е загубар, тоа е непростливо. Баравте кредит од 25 милиони евра, а плаќате консултантски услуги за фотоволтаици од 750.000 евра. Македонското стопанство плаќа цена на струја од 800 евра за мегават час, а во исто време домакинствата дупло повисоки цени од претходната година. Наместо да помагате,
овозможувате профит на поединци близки до вас. И сега, како резултат на вашето неработење, комуналните предпријатија се наоѓаат во една незавидна состојба, добиваат 5 пати повисоки сметки за струја, нема да имаат пари да плаќаат сметки, билансите им се на работна издржливост, мораат и тие можеби да ја зголемат цената на услугите, а тоа повторно ќе падне на товарот на граѓаните. Поскапа сметка на струја, горива дупло покачени а ова се навистина суштински прашања затоа што се зборува за вода за пиење, за ѓубривото, а платата пак сте ја зголемиле за фамозни 2800 денари и фамозната 18.000 денари минимална плата нема да им стигне да си ја платат струјата во зимскиот период. Жално, навистина се изненадив ова што го слушнав, земете 18.000 денари и поминете го вие месецот. Bloomberg Адрија предвидува надпросечна инфлација во 2023 година, цените ќе останат високи, долготрајните ефекти од растот на цената на енергенсите затегнување на монетарната политика ќе ги зголеми каматите на банките. Растот на инфлацијата во Словенија, Хрватска и Србија е околу 11-12%, ама во Република Македонија 16,7%, иако мислам дека е многу повисока. Откако ја покачивте цената на сите продукти, а потоа да ме покажувате грижа за граѓаните, ја лимитиравте маржата, тоа е закаснета реакција, како што доцните и со енергетскиот план за престојната зима. Сега воведувате кризна состојба нова во енергетиката, а не кажувате колку потрошивте досега од предвидените финансиски средства за кризата. Најлесно е во кризна состојба да се склучуваат договори во 4 очи, колку пари отидоа за мазутот, за поддршка на Елем, тоа е прашање од $1.000.000. Како централна власт требаше да го почитувате и третирате социјалниот момент, а тоа е и прва обврска на одговорна власт која се грижи за своите граѓани. Како резултат на вашата политика имаме застој во економскиот развој на компаниите, кој знае колку граѓани ќе останат без работа, тие плаќаат 5 пати повисока струја, имаме инфлација, прогласувате енергетски кризи и наместо живот донесовте грижа, страв кај граѓаните им, ја ставивте екзистенцијата во прашање, а на страшното доправа доаѓа. Еве сега ќе кажам како се случува и што требало да биде во рек Битола. Сега кажа министерот дека почнал ремонтот во рек Битола на блок 1. Стручњаците и експертите велат дека ремонти се прават во лето за да бидат спремни во зимскиот период. Експертите велат дека во лето се копа и складира јаглен за да се користи во зимскиот период. Експертите велат дека во лето се прави откривка на јаглен за да може во зима да се копа. Експертите велат дека во лето се собира и се чува водата во акумулациите за да се користи во зима. А моменталната состојба, сега почнавте со ремонт на блок 1. Замислете, трансформаторот се уште не е донесен или поправен, се очекува во ноември, а сите видовме колку го плативте новиот. Моментално има 25% од потребната количина на јаглен во рек Битола. Моментална откривка на јаглен изнесува 20% од потребното. Моменталната состојба на акумулациите на АДС Елем е 40% од максимумот. Адел Елем ја ограбивте, го уништивте финансиски и производствено, ги оштетивте граѓаните. Сите енергетски компании во светот заработуваат, а Елем е загубар. Најголем загубар во земјата го донесовте. Го намаливте производството на електрична енергија, ја зголемивте цената на електричната енергија, ја укинавте ефтината тарифа, и донесовте инфлација, а сето тоа е на терет на граѓаните. Потрошивте милиони народни пари.
разорено и уништено домашно производство на електрична енергија, поплавени рудници, уништени багери, неодржувани термоелектрани, компании на работ на блокирани сметки, двојно зголемен долг на државата, живееме на кредити. Тоа е, за жал, вашето работење, односно неработење. Електрани во Македонија е во слободен пат, моторот на македонската економија ги преживува најтешките денови во Република Македонија. Вработените во РЕК Битола се во постојан грчи неизвестност, а граѓаните Господ да им поможи зимава како ќе ја поминат. Благодарам.